Učenici, dobar den. Ja sam Javorka Stojanova, nastavnik po psihologija во 4. godina. На денешниот видео час ќе обработиме следнава наставна единица – настанување и развој на психата. Целта која што треба да биде постигната при обработката на ова наставна единица е следнава: запознавање со појавата и развојот на психата, од нејзините најпрости до најсложени форми на психичка реакција низ еволуцијата на живата материја. За појава и развој на психата, како основа на психичкиот живот на човекот, може да се зборува само ако живата материја во својот развој, значи низ својата еволуција, успеала да развие макар и најпроста форма на нервен систем. Значи, појавата и развојот на психата е во тесна корелација со појавата и развојот на нервниот систем. Меѓутоа, не сите живи организми поседуваат психа. Например, најпростите организми, тоа се микроорганизмите, во чија група спаѓаат бактерии, вируси, алги и така натаму, не поседуваат психа. Зошто? Тоа како прашање го имате на последниот слајд од презентацијата, во однос на која сметам дека ќе дадете соодветен одговор. Меѓутоа, пред да се запознаеме со појавата и развојот на психичкиот живот низ еволуцијата на живата материја, добро е да се подсетиме што представува психата и во кој облик може да се јави таа. Психата представува својство на високо организирана материја, која е настанала на одреден степен од развојот на живата материја. Меѓутоа се поставува прашањето која е таа високо организирана материја што настанала на одреден степен од развојот на живата материја. Тоа е нервниот систем. Психа поседуваат и животните и човекот. Меѓутоа кај животните таа е проста, елементарна и е различна во зависност од степенот на развиеност на нервниот систем на самиот организам. Животните имаат психа, доказ за тоа се присуството на емоции, тага, радост, лутина, имаат помнење и мислење, меѓутоа нивното однесување во целина е исклучиво определено од биолошките потреби на животните. Да потенцирам, значи постоењето на психата кај животните во своја основа има само задоволување на основните биолошки потреби. На овој слајд овде може да приметите присуство на различни емоции, значи негативни, меѓутоа и позитивни кај животните, што укажува на богат емоционален живот, за кој по-конкретно може и психички живот воопшто, за кој по-конкретно може да дознаете од краткиот филм кој што може да го погледнете тука погоре на линкот кој што ви е даден. Највисоката форма на психа се вика свест. Значи, свеста представува збир на одредени психички функции во еден конкретен момент кои му овозможуваат на човекот да го спознае сопствениот идентитет, да се ориентира во време и простор. Благодарение на свеста, човекот може да ја спознае сопствената личност, значи реалноста на сопствената личност, меѓутоа и на околината која што го обкружува. Инаку свеста како највисока форма на психа ја имаат човекот и најсложените животински видови, тоа се антропоидните мајмуни. Најпрости форми на психичка реакција. За најпроста форма на психичка реакција кај живата материја зборуваме тогаш кога таа постигнала таков степен од сопствениот развој на кој всушност започнува да реагира на надворешните дразби, предмети и појави кои што дејствуваат на неа. Во овој случај зборуваме за својство на дразливост. Понатаму живата материја
ни својата еволуција, не само што реагирала на надворешните дразби, значи туку станува способна и да ги одразува својствата на предметите и појавите што делуваат на неа, па имаме осетливост. За да понатаму, низ развојот, таа станува способна да регистрира и реагира на промените кои што се случуваат во средината и истите наследно да ги пренесува понатаму. Во овој случај зборуваме за пластичност. Така живата материја успеала да се обезбеди најголеми можности за опстанок во животот понатаму. Значи, најпрости форми на психичка реакција се надразливост, осетливост и пластичност. Понатаму психичкиот живот на живата материја ќе го наблюдуваме, ќе го разгледуваме низ еволуцијата на животните. Всушност, како се усложнувал начинот на однесување на живата материја на животните, така се усложнувало и психичкото реагирање на животните, почнувајќи од инстинктите, како најпрост облик на однесување, преку навики се до интелектуално однесување како најсложен облик, кои всушност се пратени со соодветни психички реакции. Тоа се осети, перцепции и мислење. Значи, на ниво на однесување на инстинкти има психичка реакција, осети. На ниво на однесување на навики има перцепции и на ниво на интелектуално однесување има најсложена психичка реакција, мислење, бидејќи интелектуалното однесување е всушност најсложен облик на однесување. Што представуваат инстинктите? Тие представуваат наследни, несвесни, биолошки, целесообразни начини на однесување и животните кои стигнале до инстинктивен степен од развојот на психичкиот живот, всушност не ги забележуваат предметите во нивната целина, туку само нивни поедини особини. И тука зборуваме за проста психичка реакција, која што се вика осет. Например, ако ја земеме топката и кажеме само дека е округла или има бела боја или е кожна и така натаму, тоа се нејзини поедини особини. Тие нејзини поедини особини не ја даваат единствената слика за неа, всушност не ја дефинираат како предмет. И затоа овде психичката реакција е на многу просто ниво и се вика осет. Навиките пак представуваат посложен облик на однесување, кој што ги има кај посложените животински видови, цицачи. Тие всушност представуваат автоматско изведување на некоја активност, однесување на подсвесно ниво, за која не размислуваме, значи често без учество на нашата свест и во чија основа стои секогаш задоволување на некоја потреба. Навиките може да бидат најразлични, на однесување, хигиенски, работни и така натаму. Меѓутоа, за разлика од инстинктите, за кои кажавме претходно дека се несвесни, навиките се стекнати и здобиени во текот на животот како резултат на активноста и искуството на единката. Животните кои во својот развој стигнале до стадиум на навика, всушност се одликуваат со посложена психичка реакција, забележување на предметот во негова целина, а тоа се вика перцепција. Например, ако го земеме примерот од претходниот случај за топката, ние можеме да ја дефинираме како таква, значи само ако се забележува истата во целина, односно се земат нејзините карактеристики во целина, дека може да биде бела, мала, голема, шарена, дека се користи во спортот и така натаму. Само на тој начин
Значи, таа е забележана во нејзината целина и дава една слика за неа која всушност ја дефинира како таква, односно топка. На крај имаме интелектуално однесување, се одликува со способност за увидување на односите меѓу предметите и појавите, бидејќи интелектуалното однесување е типично за нови, непознати проблем ситуации. Кажавме дека е највисока форма на развој на психичкиот живот и се јавува кај најсложените животински видови, антропоидните мајмуни и човекот. Бидејќи интелектуалното однесување е најсложен облик на однесување, него го карактеризира и психичка реакција на највисоко ниво, што се вика мислење. Ученици, ова е се што сметам дека треба да знаете за ова наставна единица. Во однос на неа, на последниот слајд имате поставено 3 прашања, за кои сметам дека ќе го дадете соодветниот одговор. Јас ви благодарам на вниманието и се надевам дека се гледаме во некоја следна видео прилика. Довидување.